Под мотото Право и правда, во саботата се одржа 9-тото издание на манифестацијата Вечер на македонскиот афоризам, чиј организатор е граѓанското здружение Афористичка репрезентација на Македонија. Годинава, поради здравствените протоколи, настанот се одржа во дневен термин, на отворено на локацијата кај Дабот во близина на селото Бели. Интересот за учество на манифестацијата бил голем, со рекорден број пријавени, па дури имало и автори од странство. Сепак, поради пандемијата, организаторите беа принудени да ги редуцираат и бројот на учесниците и на публиката. На настанот учествуваа најдобрите домашни автори, а се планира за догодина која ќе се одбележува 10-годишниот јубилеј, доколку дозволат здравствените услови да се направи проширување со афористичари од други држави. Пандемијата и годинава придонесе да се размислува за да се промени називот и терминот на одржување на манифестацијата, односно наместо во вечерен да се премести во дневен термин. Со своји афоризми од најновото творештво настапија десетина афористичари од Кочани, Скопје, Струмица и Велес, а беа доделени и награди за најдобрите автори. Првата награда годинава му припадна на Димитар Илиев Вилазорски од Велес, втората на Ацо Ѓоргиев од Струмица, а трето награден беше Јане Атанасов од Кочани. Жири комисијата додели и 6 пофалници за учесниците, а управниот одбор на Афористичарската репрезентација на Македонија одлучи специјалната плакета за особен придонес во развојот на хуморот и сатирата годинава да му биде доделена на афористичарот Атанас Крлевски од Велес. Манифестацијата се одржа со финансиска поддршка од општина Кочани, како и од локални компании.